Имаме ли институции и закони кои можат да ја решат дилемата дали е Македонија таргет на странски служби или е жртва на болни домашни политички амбиции, како што тоа го тврди опозицијата? Гостин во ова издание на студиото на Нова е професор Слаđana Тасева, воедно директор на Transparency International. Добро дојавте. Добро ме најдов, благодарам за поканата. Да почнеме, сите повикуваат на, особено меѓународниот фактор, на тоа дека институциите треба да си ја завршат својата работа. Има ли Македонија закон, например, според кој обвинителот би можел сега во некое догледно идно време да разреши за што станува збор? Дали во Македонија имаме пуч или во Македонија не прислушувало ДВК? Ако во нешто сме добри, тоа е во законите и во правната рамка. Значи, ние како држава сме и подписници и ги ратификувавме сите конвенции кои што ги уредуваат прашањата од оваа сфера во меѓународни рамки, во кои што се направени интервенции и во националното законодавство и истото е усогласено со меѓународното законодавство и од аспект на имплементирање на барањата од конвенциите кои што овозможуваат и расчистување на вакви комплицирани случаи со употреба на институти и инструменти, вклучително и специјални истражни мерки, можности за меѓународна соработка во кривично-правните работи, значи да се побара помош од друга страна, да се види, да се вклучат и други меѓународни институции. Тоа значи дека обвинителот може форензиката, дали е автентично, аудиото, гласовите, од каде произлегуваат? Значи ние имаме она што се вика правна рамка за расчистување на овие случаи. Било да ги гледаме од аспект на организиран криминал, од аспект на корупција, од аспект на казнено-правни одредби кои што уредуваат одредени злоупотреби од страна на службени лица или пак коруптивни кривични дела во сферата на политиката. Значи се во ова што го гледаме деновиве е уредено во нашите закони преку соодветни норми во кривичниот законник и многу лесно може јавниот обвинител да постапува и да одлучува кои од действијата под која казнено-правна одредба би можеле да се подведат и да се види на кој начин, кои мерки понатаму во истрагата би можеле да се применат. Значи инструментите постојат, до некаде, сега сум малку резервирана, до некаде постои капацитет, но не сум убедена дека до крај располагаме со човечки капацитет за примена и на нашите закони. Што е тука деликатно во овој случај кога зборувате за човечки ресурс? Значи тука недостасува и човечкиот ресурс, недостасува и знаењето и во смисла на начин и тие луѓе треба да бидат и доволно остручени и да го познаваат до детали правото за да можат прво да определат во која норма спаѓа нешто и да определат кои мерки понатаму да ги применат. Затоа што ние едноставно и ги имаме законите. Сите забелешки, вие ги следите многу добро извештаите од Европската комисија, сите забелешки ни се дека ние немаме имплементација на нашите закони, а уште помалку имаме правна практика. Ние досега, нашите институции, судови, ако сме имале многу случаи досега... Па не знам, земја која имала пракса од решавање на вакво обемно прислушување на граѓани. Кога имаме еден комплициран случај, на изглед, он е комплициран случај, многу е обемен, многу е голем, но за тој случај се прави една генерална слика што се случило и сега се прават тези, се расчленува случајот на неговите фази, дали по периоди, како се случува, дали по видови на действија, што ќе ги следиме. И тогаш се одлучува кои активности да се преземат. Дали до сега можеше обвинителството да се произнесе околу тоа, дали се автентични снимките? До сега обвинителството можеше да преземе одредени активности, да се произнесе за првите снимки кои беа објавени пред веќе. Бидејќи ние овде во јавноста уште немаме расчистено дали е тоа автентично. Власта делумно за некои вели дека се точни, како што рече премиерот на самиот почеток. Некои се точни, некои делумно точни, некои се неточни. Најразлични информации околу тоа, дали воопшто е тоа што го слушаме како разговори точно. Значи имаше можност обвинителот за она што прво му беше доставено веќе да ги вклучи овие механизми, ако не сака да ги користи националните институции, тогаш меѓународната правна помош, за да утврди
за што станува збор? Дали овие снимки се автентични, дали се монтирани, дали не се монтирани, дали карактеристиките на гласовите им се на тие лица за кои што тврдиме или тврди некој дека се тие лица. Од друга страна, ние немаме ситуација дека некој од нив го негираше тоа, ниту дека... Некои негираат, некои прават лузи на монтажа. Точно. Едноставно е, како и да е во јавноста, конфузија владае околу тоа и постојат најразлични толкувања сепак. Значи постојат многу јасни методи како ова се работи, затоа мислам дека дури нашите институции имаат опрема, не само во Министерството за внатрешни работи, неско и од високообразовните институции, за да се направи едно такво вештачење. Ако ние сите сметаме дека не треба да биде правено во државата и обвинителот сака да нема сомнежи во тоа што тој го работи, може да побара некој друг да го направи тоа вештачење, но тоа не е толку комплицирано вештачење и досега можеше и требаше да се направи барем за она што е од почетокот. Дали може да претпоставиме дека обвинителството веќе го направило тоа, но сепак во интерес на истрагата не кажува кои се резултатите на тоа? Околу автентичноста зборувам на разговорите. Значи тоа е можно, тоа не би сакала да го исклучам. Тоа значи дека претпоставуваме дека обвинителот веќе си е почнал својата обврска. Вас како ви личи според она што досега го имаме како информација од обвинителството за таа истрага? Да ви кажам право, јас не знам вие какви информации имате, ние немаме никакви информации. Односно, освен соопштенијата во однос на тоа дека не треба да се објавуваат материјалите. Не дека постои истрага, еден е веќе и една пресуда е донесена за човек кој наводно признал, како што то знаеме од пресудата, дека вршил злоупотреба. Тоа е, еве да ги раздвоиме работите. Значи, во вакви услови, во ваква ситуација, дури и меѓународните конвенции тоа го налагаат, дека обвинителот мора да биде потранспарентен. Обвинителот мора да биде присутен во јавноста, да објасни што се случува од негова страна во оваа ситуација. Дали формирал тимови, мене многу ме интересира. По законот за кривична постапка, он до сега требаше да формира истражни тимови од луѓе од полицијата, од сите оние кои што сметат, му се на располагање, дека може да ги вклучи, за да оформи тимови со кои веќе ќе спроведува истрагата. И да ни каже, секојдневно треба да биде присутен со информација што се случува. Не конкретна информација што открил додека не реши зашто понатаму ќе постапува и дали нешто ќе гради во обвинителен акт еден, друг, третот. И тука ќе имаме ние повеќе и обвинителни акти и повеќе постапки, очигледно. Но досега тој има обврска кон граѓаните да биде по-јасен и по-транспарентен, за да знаеме дека постапува, дека нешто презел, во која насока презел активности, например за утврдување на автентичноста, формирање на истражни тимови, па тие истражни тимови од кого се составени. Не го прашуваме што ќе работат. Се обидовме да го добиеме, господин Зврневски, нема коментар. Го добивме, но нема коментар за било што. Дилема се отвара и околу мерките односно снимките кои истекоа од кабинетот на премиерот, кои се појавија на YouTube и беа објавени на некои медиуми, односно преземени од YouTube. Знаеме дека станува збор за посебни истражни мерки. Се објави во еден случај, обвинителството се истапи со изјава која побара да се спречи таквата објава. Потоа следеше нова објава за да повторно се огласи обвинителството. Дали воопшто обвинителството има мок да ги спречи? Бидејќи очигледно дека мора, не да има мок. Ако нема мок, тогаш има проблем. Затоа што ако станува збор за посебни истражни мерки, зашто слушнавме дека се посебни истражни. И слушаме дека обвинителството побара од Министерството на внатрешни работи да спречи објавата на тие мерки. Што е сега? МВР не го слуша обвинителот? Значи, може ли да не го слуша? Дали тој, колку што разбрав јас, тој генерално побара да не се објавуваат. Не го посочи МВР како адреса која ги објавува. Не, побара од МВР да спречи. Точно, тоа е нешто, дека побара од МВР да спречи. Меѓутоа, според редот на работите и според законот, лице кое што или субјект кој што ги поседува тие снимки е јавниот обвинител. Значи, тие веќе мора да се наоѓаат кај него.
ако тој за тоа нешто води постапка. Предпоставка е дека се наоѓаат постојат две места кај што може да се наоѓаат. Може да се наоѓаат во министерството кое ја вршело таа и спроведувало и обвинителство каде што биде предадено. Може да биде предаден и во обвинителство и некој незаконски да направил копија, па тој некој незаконски да ги објавува или да се уште во МВР па незаконски да се објавуваат. И во таква ситуација не може обвинителот со соопштение да го повика МВР да не ги објавува. Што треба да направи? Тој мора да преземе конкретна мерка. Значи конкретна мерка која што предпоставува веднаш действие на утврдување на фактичка состојба. И тоа се исто прашањето, може ли министерството да утврди на YouTube се, но предпоставка е дека би може да утврдат кој ги постира, од која IP адреса се постира. Значи тоа зборам, он морал да наложи веќе да преземе действија да види што се случило. Прво, дали некој од МВР ги дал. Очигледно, ако МВР ги имало во поседување, тогаш треба да се бара кој од таму ги дал. Како ги дал, зошто ги дал, во која форма. Значи, но поентата тука главна е дека обвинителот морал да преземе действија за да утврди фактичката состојба, а не да издаде соопштение дека не треба да се објавува. Значи, тој мора да преземе конкретно действие, затоа што тоа е недозволиво. И тоа е повреда на закон и за тоа се грижи тој, за таа повреда на закон и мора да спроведе истрага во таа институција каде што требало да бидат чувани на начин како што треба да се чувани тие информации ако се таму и да не дозволи да се излеат, односно да излезат надвор од таа институција. И сега имаме ние повторување на истата ситуација, имаме повторување на кривичното дело, некој уште еднаш го прави затоа што тоа е кривично дело и обвинителот повторно повикува информациите да не се објавуваат. И пораката до јавноста, ако можам јас да ја протолкувам и да резимирам многу кусо, е дека никој не го есапи обвинителството. Значи, ако обвинителството вака се однесува, многу тешко ќе го постигне авторитетот што треба да го има. Значи, не повикување, директен налог за преземање на мерки, конкретни таму внатре во институцијата. И доколку не се преземат мерките, тогаш... налог кој што он ќе си формира повторно тим и ќе го задолжи тој тим да ги спроведе тие мерки. Значи, не му треба министерството да се согласи. Апсолутно тој сам може да делува. Треба министерството да се согласи, тој може сам да делува и да провери во министерството. Без одобрение од министерката. Затоа на обвинителот не му треба одобрение од министерката. Затоа што обвинителот може да влезе во секоја институција и да провери што треба да прави. Тоа е тој што треба да му даде налог на некого да влезе и да направи проверка, да обезбеди материјали, можеби ќе се направи претрес, можеби нешто ќе се најде, ќе се зема и ќе се спроведат сите действија кои што се прават. Зајас тврди дека луѓето кои ги доставиле снимките се патриоти, односно претпоставувам дека станува збор за луѓето кои се веќе има еден осуден, друг е во двајца други се во притвор. Дали овие луѓе кои се обвинети, сподобвинени или обвинети со пресуда, дали може да се повикаат на законот за заштита на дојавувачи? На тие лица, дури според нашите закони, треба да им се даде статус на пријавувач. Ние се уште немаме механизам за обезбедување на ефикасна заштита и ефективна заштита на пријавувачи. Затоа што пријавувачите треба да се гледаат во поширок контекст, не само од аспект на корупцијата, него пријавувач, како што го имавме Сноуден или како што се појави Wikileaks. Тоа е каде што се објавија информации кои што се од посебен јавен интерес. И за таквите лица треба да се има во предвид тоа, дека тие да се испита целата таа ситуација и да се види нивниот статус како пријавувачи и да му се даде предност на испитување на нивниот статус, на тој статус, затоа што станува збор за проценка колку е тоа што го сториле од јавен интерес или не. Затоа што ако се вработени во Министерството за внатрешни работи, како што се тврди, тогаш тие со тие действија веројатно го повредиле законот, односно злоупотребиле својата службена положба. Но и некој треба да утврди што е од поголемо значење. Дали е тука поголем јавниот интерес за тоа што го дознаваме сите што се случувало и тоа може да се гледа од аспект на тоа како судот ќе ја одмери тежината на тоа што го сториле, дали ќе ги осуди, дали ќе може да иззема некаква олеснителна околност или пак дури да бидат ослободени. Хипотетички,
може да се отвори прашањето зошто, доколку биле загрижени за општествениот интерес, не ги доставиле снимките до обвинителството, ги доставуваат до политичка партија? Но повторно хипотетички, ако луѓето работеле во МВР и знаеле какви се односите во помеѓу Министерството и обвинителството, може би и немале доверба. Може би тие имаат повеќе информации за тие констелации, за тие односи, отколку што ние имаме за постапувањата, односно пријавувања. Но секој случај нивно е да определат каде ќе пријават. Ако дознале дека се случува кривично дело. Според законите треба да пријават на непосредно повисокиот старешина и понатаму во некој од надлежните институции, но ако немаат кому да пријават, односно немаат доверба во ниту една од тие институции, тогаш може да го објават тоа што го знаат, да го објават и јавно, или да го достават до медиум, или до некој друг. Може да се повикаат да речат, не доставивме до Зврлевски, затоа што еве знаеме, го слушавме Зврлевски како зборува со Јанкуловска дека практично се договараат. Не, они може би, и тоа е работа на судот, повторно ќе кажам, затоа што во вакви ситуации тоа се треба да се одмери. Зошто така се постапило како што се постапило, има ли за тоа оправдување кој што би се сметало за некаква во првиот предмет кој веќе со пресуда, обвинетиот очигледно не побарал таква да се повикал на тој закон. Значи, во првиот предмет кој што е со пресуда, мислам дека тоа се премногу брзо се случи и навистина дури немам став односно тоа. Очигледно е дека не се повикал, може би не знаел дека може. Така очигледно му било предочено мерката спогодување. Колку е тоа реално и колку не е реално што се случило, не можам да имам став се. Додиме на содржината од она што се слуша на снимките. Без разлика кој и како прислушувал. Доколку се докаже дека тие снимки се автентични, дека тие разговори постоеле. Без разлика дали ги се обезбедени на ваков или онаков начин. Дали оние кои ги водат разговорите, дали против нив може да се покрене обвинение за кривични дела? И тоа за многу. Може, како не. И тие постапки... Значи да предпоставиме, овие дечки од МВР, дали странски служби или не знам како, ги извадиле разговорите, значи, тие одат, добиваат казна заради таа злоупотреба. Значи, тие постапки може да се водат сосема издвоено. Една е работа на кој начин сте дошле до тоа, дали сте ја злоупотребиле својата службена положба, сте нарушиле нечија приватност, па дали тој некој ќе се приклучи кон кривичниот погон. Значи, тука има многу работи кои што треба да се водат на страната на повреда на човековите права со недозволено и незаконито прислушкување и така натаму, но тоа е еден дел од постапката. Значи, Милеја Раклински може да ги тужи нив за повреда на човек, дека му ги повредиле човековите права случајно, но тоа не значи дека може да се амнестира од тоа што го откриваат разговорите. Значи, он може да се приклучи кон кривичниот прогон за незаконито прислушкување, за нарушување на приватност и така натаму и слично, но тоа не значи дека нема да одговара ако се утврди дека овие действија за кои што станува збор се реализирани и дека со тие действија се сторени кривични дела. Од она што го слушаме во тие снимки, секој збор речиси е кривично дело. Вчера, например, од вчерашните она што е кривично дело, за кое што е запретена казна затвор од прилика 3 години. Значи, еве наједноставен пример. Влијанието на гласачите да гласаат на начин или подкупување на гласачи. Исто така е кривично дело за кое што е запретена висока казна. Значи, сето тоа, дури и действието да му го симнеме или да не им ги даваме тие средства кои што со одлука некаква се доделени на семејството на Тоше Проевски. Ако некој реши волунтаристички и незаконски да го укине тоа, исто така е злоупотреба на службена положба. Значи, се за што слушаме во тие разговори е злоупотреба на службена положба. Контролите која предвидува казна затвор? Апсолутно, тоа се кривични дела. Значи, ние зборуваме за кривични дела. Се она што слушаме таму е кривично дело. И за секој збор се крие кривично дело и тука треба многу
постапки. Затоа реков треба да се утврди, да се реши обвинителот. Но прво треба да утврди дали е автентично. Значи, прашањето дали е автентично гласот на тие снимки. Тоа е едно, и второ дали е водена конверзацијата. Значи гласот, таа конверзација дали некој ќе ја негира или не, односно постоела или не постоела реално. И понатаму од таа конверзација, ако се слуша гласот, ние ги земавме од таму, од тоа избирачко место, избирачките списоци, сега обвинителот не може само на таа изјава да го осуди, односно да покрене обвинение, него мора да собере докази. Да видиме на тоа избирачко место дали имало недостасување на тие списоци. Што всушност се случило за да се утврди кривичната одговорност. Затоа велам, за се нешто треба да се води посебна постапка за да се утврди одговорноста, затоа што е очигледно дека станува збор за многу сериозни индиции дека се сторени кривични дела. И за сите нив посебно треба да се води постапка. Значи, ние имаме многу работа, на нас не требаат и повеќе обвинители и поголема зграда отколку што е. Обвинителството, како што констатиравте, до сега не се произнесува. Дали има инстанци законски кои би требале да го обвинителството да го подсетат на обврските кои преслегуваат од законот? Има рокови во законот. По поднесена кривична пријава 30 дена тој треба да се произнесе. Доколку не се произнесе, што? Треба да провери висшиот јавен обвинител за што станува збор. Дали е во тек постапката, дали и кај висшиот јавен обвинител ќе заврши тоа? Нема да заврши, повторно ќе се врати кај основниот, кој што ќе треба да објасни зошто е забавена постапката и да се погрижи да се пада на висшиот јавен обвинител и на републичкиот. И ако и висшиот јавен обвинител и републичкиот молчат? Значи тогаш имаме криза целосна во обвинителството. Значи тогаш обвинителството не се врши работата. Значи институтите постојат, ние треба да ги прашаме кога ќе поминат 30 дена од првата пријава. Што направивте? Рокот од 30 дена помина. Во законот пишува во рокот 30 дена обвинителот треба да се изјасни. И он досега треба да се изјасни за тие што му се први доставени. Транспарентност поднесе обвинение за случајот, за нејасниот случај околу тоа каде заврши опремата за прислушување, меѓу другото која беше наменета за полициската академија. Што се случува со таа пријава? Исто така, ние имаме првични информации дека случајот е доделен кај јавен обвинител, дека јавниот обвинител веќе започнал активности, побарал преземање на конкретни активности од страна на институциите, побарал од институциите информации, значи ние знаеме дека јавниот обвинител се обратил. Но институциите не даваат информации? Институциите, некои од нив даваат информации, со некои од нив обвинителот има проблем. Значи и во тој случај МВР не му дава информации на обвинителството. И повторно, тоа е работа на обвинителството како ќе си го реши тоа, меѓутоа тој случај моментално... Бе прашав ова за да се надоврзам на друго прашање, дали на истиот начин како што е заглавен тој предмет во лавиринти, дали може и ова така заглавен? Апсолутно, најголем изговор кој што го користат обвинителите е доставивме барање, немаме одговор. И тука завршува работа. И тука тие се должни да најдат начин и да дојдат до бараните податоци, можат и директно да влезат да направат увид и така натаму. Каква е вашата проценка со оглед на целото искуство и она што досега го изанализиравме, како ќе се постапува понатаму? Ќе видиме ли дека имаме обвинителство кое делува? Многу би сакала, искрено. Иако не верувам, не заради нестручноста на обвинителите, затоа што голем дел од нив таму се многу стручни, поминале многу обуки, посетиле многу други држави. На крајот на краиштата во самото обвинителство се спроведоа неколку европски проекти, што твининг проекти, што други за јакнење на капацитетите на јавните обвинители за да се справат со организиран криминал, корупција. Што беа вложени повеќе милиони евра од Европската унија, од Европската унија, и затоа не можеме да се сомневаме целосно во капацитетот. Јас напротив мислам дека тие се стручни луѓе, има таму луѓе. Таму не постои, за жал, за една таква институција, ние сега викаме, не постои политичка волја обвинителството да си работи својата работа. Затоа што тие луѓе можат да се организираат, работа е на државата да ги поддржи,
Затоа што ние знаеме и денеска без некој посебно да ни образлага, дека они немаат капацитет. Значи, немаат ниту средства во буџетот да ги формираат истражните тимови. Немаат каде да ги стават. Еве денеска во обвинителството не работат телефоните. Немаат место каде да ги сместат луѓето. Значи, државата треба да им даде поддршка, за да они можат ова сето да го спроведат, да им ги стави на располагање сите средства, ако треба и други капацитети, просторни и кадровски. На нив сега им требаат тимови од експерти, ние викаме мултидисциплинарна истрага треба да се води, од повеќе аспекти. Значи, не само форензика па да споредуваме гласови, тука треба многу работи да се изанализираат. И за сето тоа е потребно ти да имаш експерт во тимот кој што ќе ти работи тука директно по твој налог. Од обвинителот сега има можност да им даде налог да го истража точно она што на него му треба за обвинението. И уште едно прашање, доколку главниот обвинител не си ја врши работа, пред кого е одговорен? Значи, кој е тој што може да го повика на одговорност? Тој се бира на предлог на владата. Добро. Од страна на собранието. Да. Значи орган кој што може да побара отчет од јавниот обвинител се тие. Значи парламентарното мнозинство. Апсолутно, кој што гледаме дека се контролирани од еден центар. Ви благодарам што сте гости на нова. Ви благодарам за покана.